Булингот е една доста проблематична и навистина актуелна тема во последно време, особено со оглед на последните збиднувања. Затоа денес го поканив Кристијан Крстевски, волонтер и младински координатор во Црвен крст. Здраво, Кристијан, мило ми е што ја прифати нашата понуда да си гостин во подкастот Младите со иднината и што прифати да зборуваш на една малку сензибилна и емоционално психолошка тема која што ќе ја допреме. Здраво, Јан, мени фала на поканата и на можноста да учествувам во емисијата и да поразговараме малку на тема што е стварно сензитивна и стварно актуелна, поготово последниот период. Дали ти си приметил или си забележал некој, значи во твоите лични искуства, кој што врши булинг пред твои очи врз друго лице? Во моето искуство, пред се и како волонтер во Црвен крст, но и предходно како вклучен во проектот на Дете правобранител во средношколските денови, додека бев ученик во горната гимназија, сум се сретнал неколку пати со појавата на булинг и на врсничко насилство помеѓу мои врсници или пак генерации поголеми или помали. Најчесто завршуваат со онаа тажна слика од која што жртвата на булингот, така наречената жртва е тој што е омаловажуван, што е повлечен настрана и што многу пати често е критикуван, да речем, од страна на останатите, затоа што зборовите многу брзо се шират и се создава една многу грешна слика за тоа лице, што во најповеќе од случаевите не е и вистината, а најчесто детето кое или врсникот кој го врши булингот е тој што е воздигнат на некој повисоко ниво и се смета за некој достигнување дека извршил со тоа што го направил. Сме се соочиле со неколку примери, сме заедно со тим што сум работел, сме пробали да ги спречиме. Некои од нив завршиле успешно, некои не сме успеале никако да ги... Дали сте поразговарале со нив, особено со вршителот на действието и поради кои причини го направил тоа, односно каква е неговата психолошка слика според твоите заклучоци од разговорите? Најчесто доаѓа до делот каде што кога разговараме за причините зашто го прави или слично, нема конкретен одговор или го добиваме на одговор само правев мајтап или само правев шала, а уствари нешто после разговорот меѓу нас или после разговорот со психолог или со некој стручно лице доаѓаме до слика дека всушност потекнува тоа учење по модел, односно учење во кругот на семејството, учење во кругот дома, што доаѓа до ситуација да го применува тоа надвор, непосветено внимание дали дома, дали некој незадоволство внатрешно, недобиено нешто. Обично тие што вршат булинг се деца што сакаат да достигнат нешто, но не е возможно тоа. И доаѓаме до таа слика, но од нив директно никош не сме добили конкретен одговор за што станува збор и зошто го прават тоа. А што се случува врз кој е извршено истото действие? Тој е жртвата на самиот булинг е некој кој што претрпува долго време претрпува тежок период, добива слаби оцени, влијат на учењето, влијае врз друштвото, се затвара дома, најчесто е, да речем, во таа фаза на депресија навлегува, дури и потребна му е и помош, но помош од врсниците не може секојаш да добие, токму заради тоа што се случува таа генерална слика, се добива за него, што е грешна, не е вистинската слика, не е всушност тоа што тој го представува. Така, можеби тоа би било во иднина една од причините за појава на анксиозност или страф од одење на училиште и така натаму. Колку мислиш дека професионалните лица, психолози, педагози и така натаму се одговорни за ваквите постапки и што се, односно кои стратегии ги превземаат за спречување на истото действие? Најбитно од се е разговорот. Јас мислам треба секојаш да има разговор и комуникација. Прво да се лоцира проблемот, нормално да се таргетира проблемот од самиот корен, односно од каде произлегува проблемот и потоа да се чекори да се движи кон решението. Во сите тие делови се крие разговор. Дали разговор директно со причинителот на дејството, нормално и со жртвата на булингот, потоа разговор со средината, односно со делот каде што го поминува најголемиот дел, дали е тоа другарите од клас, дали е домашните, дали е некој поблизок од семејство,
семејството, брат, сестра или слично. Најчесто мислам дека тука така треба да оди патот на решението на проблемот. Да, вклучени се, до сега секогаш кога сум се соочил со нешто слично, дали да работам, дали да побараме помош, дали да одржат некоја врсничка едукација понатаму во моето волонтирање во Црвен крст, психолозите имаат јасна стратегија за решавање на овој проблем, но најчесто мислам дека и недоволната промоција на тој начин да кажам, односно незнаењето на самите жртви каде да се обратат и недоволната информираност е причината зошто булингот се уште постои во толкови големи размери. Колку често школите, основните како и средните, имаат презентација за тоа што значи булинг? Мислам дека во последно време малце по малце се размрнуваат и ги има повеќе, но за разлика од период кога јас ги врвев тие денови, да речем, скоро и во основно веќе училиште скоро и да нема воопшто презентација. Јас не се сеќавам за тоа да прашувам. Не се ни сретнав со терминот булинг, се сретнав некаде во средно дали со дете правобранител, дали преку младински актив или слично, преку иницијатива, проекти и фондови кои стварно допринеле да дојде да се развиете и да се појави некој начин за решавање на овие проблеми и да види видливо дека овие проблеми стварно постојат. Поготово со појавата на интернетот, веќе и по нови истражувања се знае дека 90-100% од младата популација користат интернет, оттаму произлегува се. Мислам дека треба уште поголема актуализација на самата тема, панел дискусии, нужни се трибини, разговори со психолози и слично. Може би TikTok е еден од големите проблеми на младата генерација, поради тоа што таму мислам 90% дека ги крадат идеите за булинг и Дефинитивно да. Истото може и контраефект да се искористи самата социјална мрежа затоа што има некои кратки едукативни видеи на TikTok да се направат интересни, може да се искористи самата едукативна мрежа како за борба против оваа тема која е актуелна, но сепак треба да се разработи на тоа и да се формира некоја поинаква малку стратегија во однос на пристапот кон младите. Точно. Како реагираат родителите? Како на вршителот на действието, така и оние родители на детето или девојчето, момчето врз кое што е извршено ова дејство? Најчесто за тоа што реков дека самиот булинг доаѓа од моделот на учење по моделот на учење од пример, учење во круг или слично, доаѓа од самата домашна атмосфера. Најчесто мислам дека родителите на детето кој е вршител на булинг не обратиле доволно внимание, не разговарале доволно со детето, затоа тоа незадоволство предизвикало да биде причинител за некоја да нанесе штета на некој друг. Мислам дека за разлика од тоа, пак родителите на жртвата, да речем, на булингот, бараат секоја се во ситуација да бараат излез, не знаат што се случува со самото дете, некојаш тоа е и доволно толку многу уплашено што не може да зборува дома за ситуацијата што му се случува на училиште или слично. Кристијан, дали биле викнати во училишните простори или во просториите на педагогот или психологот родителите доколку тоа се случило на училиште? Најчесто биле викнати и разговарано. Колку се превзело понатаму да не се предизвика действието, не можам да кажам дека во 100% се превзело нешто, затоа што булингот продолжил се уште, ако не врз тоа дете врз некое друго, но сепак викнати се родителите, објасната ми е ситуацијата, но мислам дека таа незаинтересираност, поготово кај вршителот на булингот е се уште присутна, затоа што и самиот булинг се уште го прави. Да, така. Колку нарцизмот како идеја, односно мислата јас сум најдобар или доколку не го добијам она што го сакам, навистина ќе се налутам и нема да зборувам повеќе со никого, мислиш дека е причинител, односно предизвикувач за вршењето на булинг? Тоа е една од големите исто така предизвикувачи покрај тоа што самиот интимен круг влијае врз луѓето и самата нарцисоидност е голем предизвикувач за булинг, затоа што самата мисла јас сум најдобар ме прави супериорен, гледам од повисока перспектива врз другите и мислам дека се она долу е под мене инфериорно и можам да го газам и да врвам секако низ него и да се служам со најразлични начини. Мислам дека нарцисоидното е поготово една лоша особина,
поготово за млада популација, затоа што сите треба да се трудиме да ги покажуваме своите квалитети и таленти каде што сме најдобри, да се истакнуваме, но не да ги погазуваме другите, затоа што се работи сепак за средина во која што треба да функционираме како целина, како не толку да гледаме на индивидуалноста, туку на целина, поготово во училиште, дали било од некој спортски клуб или слично како тим. Нарцисоидноста само може да загрози ситуацијата за некој поединец, да биде жртва на булинг, а некој друг да се истакни само да се собира поедни врз туѓата несреќа. Точно. И социјалните мрежи, сметам и сум сигурна дека на почетокот биле создадени и реализирани за исполнување на вакви цели, луѓето да можат полесно да комуницираат, да се спојуваат, нели, да работат на проекти и како што кажа, најбитно е да се поддржуваме еден со друг и да се надоградуваме во она што ти си послаба, јас сум подобра, или во она што јас сум послаба, ти си подобар. Значи да нема тука конкуренција, туку да се поддржуваме едни со други, да како на таков начин да го изградиме општеството и општеството за младите кои доаѓаат. Бидејќи си волонтер и младински координатор, кажа, во Црвен крст Битола, би сакала да те прашам како Црвен крст се справува со оваа проблематика и што во иднина планира да превземе со цел спречување на булингот. Активно во програмите и во врсничките едукации што ги вршиме во Црвен крст се занимаваме со тема булинг, сајбербулинг, ја шириме темата помеѓу волонтерите, дали било и преку програмите за млади, дали било и преку презентации во училиште или слично. Врсничките едукации ни се наједноставниот начин за да допреме до младите, затоа што не доаѓа стручно лице, туку доаѓа обучен на таа тема што е врсник, што доаѓа од нивна средина, и мислам дека се создава една комфорт зона и секој може едноставно на најблизок начин да си ги кажи проблемите, да ја кажи самата ситуација. Секогаш сме тука секогаш сме отворени и сме тука за соработка, секогаш сме тука за да ги шириме нашите кругови со тоа што ќе примеме нови волонтери, нови членови заинтересирани за некои од определени области. Секогаш сме тука за соработка со училиштата, да ги продолжиме нашите теми, да шириме врснички едукации на поготово на оваа актуелна тема. Конкретно за понатамошниот период, мислам дека на национално ниво треба и нужна е развивање на стратегија јасна и чиста во која што Црвен крст ќе завземе силна страна за спречување на булингот. Таа стратегија би траела и долгорочно, не мислам само една година и да се прекини како општо некоја стратегија, туку да трае долгорочно со цел да се ублажи, да намалиме бројката на деца жртви на булинг и деца жртви на врсничко насилство, поготово сега како што реков со појавата на интернет, на социјални мрежи е премногу големо. Имате ли нешто испланирано за социјалните мрежи како Инстаграм и Фејсбук, како би се одвивала едукацијата за булинг на социјалните мрежи од страна на Црвен крст? Најчесто би се одвивала преку кратки видеа, тие интересни кратки видеа, сега Reels на Инстаграм е така интересно подрачје да речем, би се одвивала преку такви кратки видеа, би се одвивала преку карусели и едукативни постови на Инстаграм, така што малце да се поттикни, да се достигне тој како awareness за самата тема, па понатаму би се развивале и врсничките едукации, дали по училишта, дали во општинската организација. Како реагираат волонтерите на ова? Секојаш се заинтересирани за темата, секојаш му интересна, слушаат, учат нешто ново, некогаш вклучуваме и стручни лица, психолог, социјален работник или слично, што само му го зголемуваат опсегот на знаење кој го добиваат за оваа тема. Супер, Кристијан, за крај би сакала нешто да им препорачаш на младите во однос на булингот и што е она што би сакала да го видиш утре од младите кои редовно ги посетуваат основните и средните училишта? Сакам да истакнам пред се да разговараат, секогаш да разговараат, дали било со во домашните кругови, односно со своите родители, дали било со стручните лица на училиште. Психологот и педагогот се за нив, сепак постојат како служба во училиштето за нив и би препорачал, топло му препорачувам доколку се соочат со таква ситуација, слободно се обратат. Веќе и во некои училиште има развиени, можем да речем институција како дете правобранител и слично, може комотно да се обратат и кај него, па заедно да побараат помош, дали од стручно лице, дали преку разговор дома. Би сакал утре други ден да се разбудам и да видам дека живееме во една средина каде што булингот и било каквата форма на насилство е тотално намалена и би сакал да се разбудам во средина во која што стварно сите ќе ги цениме тие вистински вредности што треба да ги има еден млад човек, дали биле хуманост, дали биле меѓусебна почит, саморазбирање и слично.
но сепак мислам дека и треба многу работа и многу посветување и актуализирање на токму оваа тема. Така, јас ти благодарам за твоето гостување во нашиот подкаст Младите се иднината. Се надевам дека и вие како Црвен крст ќе придонесите за решавање на оваа проблематика и дека навистина ќе се потрудиме сите заедно како општество да го намалиме бројот на вакви действија во училиштата. Ја вас ви благодарам за вниманието и се гледаме во наредна епизода со нови гости и нови теми за младите.